Почитувани слушатели, во проектот за медиумска писменост и креирање на лажни вести во студиото на Радио Бум денеска имаме уште 3 млади дами. Добре дојде им посакаме на Милошевска Евица, Меланија Мркоњич и Анастасија Пешевска. Добре ни дојдовте во студиото на Радио Бум. Се надевам дека ви е удобно и покрај тоа што надвор имаме малку повисоки температури. Секако. Ги поминавме обуките околу медиумската писменост и креирање на лажни вести. Најпрво ќе ве прашам, ви беше ли интересно на обуките? Да. И имавме да научиме некои нови работи што ќе се користи за нас понатаму во животот, нели? Како ги подразбирате вие лажните вести? Што представува за вас лажна вест? Повели, Евица. Со развој на медиумската писменост се учиме како да ги користиме медиумите за унапредување на квалитетот на нашите животи и на светот во кој што живееме. Медиумите исто така представуваат моќно оружје во борба против лажните вести. Лажните вести се феномен со кој буквално се бори целиот свет. Нашата земја всушност представува на еден начин жариште легло на лажните вести и тука излегува прашање за тоа како наша земја може да се справи со вакви лажни вести кои секојдневно излегуваат на социјалните мрежи, на разни интернет портали. Ние треба да разликуваме лажни од вистински вести, треба да знаеме да се едуцираме, да ги препознаваме лажните вести. Тоа за нас представува голема корист и за да една новинарска вест биде точна, вистинска, најнеопходно е да ги има основните елементи, кој, што, каде, кога, зошто, и за да една вест биде точна, треба да има најмалку 2 извора. Ке ве прашам, бидејќи сте млади, слушате ли, следите ли вести на традиционалните медиуми на телевизија и на радио? Се помалку, се поретко на телевизија и на радио. Всушност, гледачите и слушателите немаат толку многу усомнежи во ТВ и радио информации. Обично во радио, еве, например, од аспект на време колку граѓаните го поминуваат во своите автомобили, може нешто да слушат. Ние обично читаме вести на социјалните мрежи, како што се Facebook, Instagram. И кога ќе прочитате една вест, како знаете дека таа вест е лажна? Што ви асоцира, што ви дава насоки дека таа вест не е точна, дека тука нема елементи на точност, туку тоа е лажна вест? Па првин, кога ќе се сетиме со некоја вест, го прочитаме насловот, има почесто насловот нема врска со содржината што се зборува во таа вест и со тие слики што се објавени, и често лажните вести предизвикуваат и разочарување, вознемирување, стрес кај граѓаните, и секако кога на крај ќе се испостави дека таа вест е лажна, треба порталите веднаш да реагираат, да ја повлечат таа вест, да ја извршат и да јавно да се извинат пред граѓаните. Исто така кога ќе прочитам некоја вест, зависно од областа која ме интересира, пример спорт, мода, економија, првин гледам дали има извори, значи за да, како што спомнав претходно, за да биде вистинска вест треба да има најмалку 2 извора, и секогаш во главата да си ги поставиме прашањата кој, што, каде, кога се одвил тој настан, каде, зошто, има ли докази. Секако ние со лажните вести треба да се бориме со вистини и докази и факти. Евица, кога сме уште на оваа тема, можеш ли да ни посочиш еве една пример за лажна вест која лично тебе ти остави некаков впечаток? Па прочитав многу примери за лажни вести. Еве пример имаше за плажите во Црна Гора, дека биле нечисти, дека насекаде има големо количество отпадоци расфрлани, но всушност кога таа била објавена веста, на сликата имала 2 контейнери полни со ѓубре и со отпадоци, и тоа намерно е поставена оваа вест за да луѓето ги откажат аранжманите и да одат на летување на одмор на некое друго туристичко место. Друго имаше пример неодамна за албанско знаме што било поставено на граничниот премин Богородица, но тој случај не бил пријавен во МВР, и секој дека оваа вест предизвикала вознемирување кај граѓаните и забуна, немир, но на крај се поставило дека оваа вест е лажна и тие фотографии биле фотомонтажа. Друго што прочитав еве надвор од нашиот регион, пример за славната екстремно популарна пејачка Мадона, дека пред некој ден имаше дека таа починала во 11 часот наутро, но
но таа вест е лажна затоа што било објавено каде таа имала настап, каде пеела и незините представници, незината поддршка веднаш кажале дека таа е жива и здрава, дека со неа ништо лошо не се случило и таа е жртва на вакви вести. И тоа е уште една лоша измама и уште една лоша измама во низата на лажни извештаи за смртта на некои славни луѓе, за пејачи, глумци. Пак ќе прашаме, значи, зошто мислите дека се објавуваат вакви лажни вести? Поради публицитет, да се направи паника помеѓу луѓето, да се иде на цена некој, ќе ги посочиме, нели? Кажавме дека на социјалните медиуми, на порталите најмногу се шират лажни вести, но лажни вести не можат, значи, да бидат пласирани и на радија и на телевизија. Да, целта на лажното информирање е всушност да се заведат читателите, например, за некои финансиски, политички цели, а социјалните мрежи се користат за масовно ширење на тие лажни вести и за читаноста. Целта е и да се објават некои приватни информации што другите не треба да ги засека и тоа навистина може на некого многу да му штети и да има сериозни последици од тоа. Продолжиме со Меланија Мркоњиќ, да видиме, значи, кога ќе имаме такви вести, лажни вести, особено кај младите, кои се последиците и какво влијание имат социјалните медиуми врз менталното здравје на младите? Па социјалните медиуми имаат баш големо влијание врз менталното здравје кај младите, иако ние тоа го негираме и на некој начин го запоставуваме. Ние секојдневно се среќаваме со така наречен cyberbullying, или на македонски може да го преведеме како злоставување или малтретирање преку социјалните мрежи. И тука жртви на cyberbullyingот најчесто се тинејџери на возраст од 10 до 16 години. Зошто баш таа возраст ја посочивте од 10 до 16 години? Мислам дека тоа се оние, да кажеме, пубертетските години, најконфликтните години, или? Па, тука... Незрелоста на личноста. Незрелоста, да. Јас сметам дека доколку личноста е повозрасна, тогаш тие навреди и предрасуди што другите ги имаат не допираат до неа, затоа што сметам дека таа е зрела и оформена личност која може да се носи со сето тоа. Да, но јас пак кажам, или сепак менталното здравје кај луѓето не е исто и не можат сите на ист начин да го поминат тој булинг, тоа насилство, без разлика, нели, дали се работи за дете од 10 години или се работи за возрастна личност, може би постара личност. Сепак, нели, навреди се навреди и секој лично тоа го преживува. Како млади луѓе, што мислите, зошто? Целна група ги кажавме дека се децата од 10 до 16 години. Како можат да се справат со ова година? Имате ли некои конкретни примери во вашето училиште, во вашето обкружување, можеби лично на вас? Па тука најчесто се работи за психичко малтретирање врз одредена личност и тогаш на некоја одредена личност се упатуваат навреди од типот дебела си, грда си, види се на што личиш. И од тука од една страна се навредите кои ги добиваме, а од друга страна пак сите тие совршени модели што ги гледаме на Инстаграм и тогаш доаѓаме до одреден момент во животот каде што трагаме по совршеност која всушност не постои. И тоа, мислам, навредите кои доаѓаат најчесто се од анонимни профили и луѓето кои ги опатуваат тие навреди, најчесто тој недостаток го гледаат кај себе и сметаат дека ќе им биде полесно ако го упатат на другите, без да размислат како тоа ќе влијае врз нивната психа. Да, и какви ќе бидат последиците. Имаме ли примери, еве да конкретни примери да им посочиме на нашите слушатели? Па еве еден пример кој се случил во Србија. Девојче на 11-12 години снима за YouTube сцената и веројатно без сознание на нејзините родители. Кажува еден дел од нејзиниот приватен живот. Сега не знам дали тоа е всушност некоја смислена сцена или пак за поголеми прегледи или пак тоа навистина се случило, но истото тоа девојче беше смејувано од страна на другите јутјубери, да кажам. И имаше многу патувани навреди на нејзина сметка и многу видеа беа снимани за неа. Беше многу критикувана, многу исмејувана. Насекаде се прошири тоа и излезе навистина беше озбилна работата и
Девојчето после тоа го изгаси каналот и веројатно можеме да предпоставиме што се случувало после тоа, дека нејзиното ментално здравје навистина е нарушено, затоа што дури беше навредувана јавно. Не едно е пример да се справиш со тоа во приватен живот, кога некој во лице ќе ти каже, па нема да знаеш, пример, нема да дознаат сите други, а друго е кога јавно ќе се соочи со таков проблем, со таква навреда јавно сите да знаат. И тука сепак треба да голема улога треба да имат родителите, бидејќи тие се тука кои треба да го заштитат девојчето, да го контролираат за како таа постапува, каде треба да го следат своето дете на некој начин, да видат каде тоа се движи, што прави, за да не би дошло до такво нешто, нели, како што сега да ти кажа Анастасија, таа го исклучила YouTube каналот и најверојатно е поради тоа што се чувствувала некоја грижа на совест, како да кажам, некоја вина, затоа што сите ја исмејавали, тоа не е баш јасно. Ќе се ставиме сега во јас во улога на родител, а вие во улога на деца. Бидејќи нели возрастната граница тоа може да ни го дозволи. Јас сум родител, вие сте дете. Можам ли јас да ги контролирам сите ваши постапки, што вие правите на интернет? Па, нормално дека не може да се контролира, но треба да има некоја граница до која што еден родител би требало да знае што всушност неговото дете прави, со кого се допишува, со кого што како се експлоатира на интернет, на социјалните мрежи, и секако дека не може се да се контролира, но треба со добар разговор сметам дека се може да се реши. Посочи, значи да се посочат оние негативни последици кои што може да ги имат децата ако го направат тоа што го направило и тоа девојче со YouTube каналот. Ние имавме, значи, и покрај тоа што сега, нели, кажавме дека изгасна тој YouTube канал, но сепак останали снимките, можевме да видиме за што се работи и дека навистина е нешто невкусно. Девојчето неверојатно имало добра, мислело дека ќе помине добро, дека ќе стане популарна како и заработи преки. Може би на некој начин барало помош во тоа што го објавило, затоа што тоа на некој начин е тежок внимание, да. И на пример може би поминувало низ тежок период од нејзиниот живот, па мислело дека тоа така полесно ќе го преброди, но за жал се случило спротивното, каде што станала мета на исмејување. Да, сметам дека во тој период баш најголемата поддршка и решението на тој проблем би требало да го најде кај родителите. Да ја дадат некој совет. Да. И дефинитивно видите како што се случило на социјалните мрежи, тоа е веќе искористено и навистина од еден мал проблем се случило нешто поголемо. И токму тука настанува и оној булинг, се нарушува и менталното здравје за кое што кажавме. Тоа значи дека треба многу да се работи со децата и треба малку и возрастната граница да се намали, бидејќи да не дојде до вие веќе, нели сте, можеме да кажеме дека поминувате во возрастни личности, сепак сте млади, но треба многу да се размисли што и како да се објави, кој сето тоа може да го искористи, во какви цели може да се искористи, бидејќи нели сега и преку интернетот веста патува со светлосна брзина и побрзо од светлосната брзина, ќе кажеме. Од оние лажни вести кои што ги кажавме, посочивме и примери кои што еве оставиле и печат кај вас, кажавме и зошто тоа се прави. Може ли да посочиме еве некој пример конкретно за нашиот град, за училиштата во Куманово? Секако, значи се случуваат вакви, многу често доаѓа до лажни вести, но многу тука може да помогнат и визуелната страна кога ќе ја погледнеме таа вест. Многу во денешно време многу се користи фотошопот. Пример, во многу средни училишта за да се направи една вест се има користено приватноста на една личност, на една средношколка со која и се заменило главата со пример со телото и тука навистина
се нарушува угледот, приватноста и сметам дека фотошопот има многу негативна страна. Голема полза е на лажните вести. Многу помага при создавање на лажна вест. Еве, например, кога ќе видиме некоја вест на социјалните мрежи, ќе забележиме дека некоја слика воопшто нема врска со насловот што е напишан, или пак додека има врска со држината, кога ќе отвориме веста, сосема излегува нешто друго. Значи, голема манипулација може да се врши со истото и сметам дека фотошопот има многу негативна страна. Многу се злоупотребува. А вие младите сте доста вешти во тоа да го работите и програмите сега кои што ги има на... Па денеска и не треба да имаш некое големо познавање за да работиш со фотошоп, така да многу лесно може да се... Да, или да не се користи, да не се злоупотребува. Со фотошоп пречите денеска може секој да се служи, да се користи, бидејќи сметам дека не треба да постои некоја голема умешност, секако има разлика од една фотошоп слика до друга професионална фотошоп слика, но за секакви цели се користи и секој може да направи, сметам дека во денешно време. Во новинарството велиме дека фотографијата е половина од веста, што значи дека кога ќе ја погледнат и фотографијата се добиваат впечаток, значи за што се работи, како се работи и се бара да се прочита она што го зборувавме дека можеби веста нема врска со фотографијата. Како односно последиците, со кои последици ве го посочивме тоа девојче во едно од средните училишта во Куманово, каков епилог имаше таа вест? Таа слика. Па денеска се повеќе се зголемува бројот на жртви од булинг и тоа може да резултира со сериозни последици, нели? Младите паѓаат во депресија, тоа се најчести симптоми, нели? Се затворат во себе, драстично им се намалува самодовербата, што е многу битен фактор, па дури некои од нив се одлучуваат на самоубиство. За жал. Ајде да кажеме, да потенцираме, значи, се случил примерот со кој што го кажавме, кој се може да биде жртва на фотошоп? Кој што кажав, најчесто нели се децата од 10 до 16 години, во тој период најмногу може да се злоупотребува нивната приватност, бидејќи тие не се свесни се уште сами за себе, да го контролираат сами од свој живот, но секако дека жртва на фотошоп може да биде секој во денешно време за различни цели, дали се тоа политички, приватни, секако може да биде злоупотребен, да биде приватноста со фотошопот и... А кој може да биде жртва на булинг? Па, жртва на булинг, најчесто децата се исмевани за својот изглед. Значи, живееме во такво обкружување каде што на некој начин луѓето ги делиме на слаби, оние нормалните, и дебели, кои што најчесто се, како да кажам, на некој начин запоставени, смејувани, подценети и не се вреднува, значи живееме во време каде луѓето ги вреднуваме по надворешниот изглед, а не всушност по квалификациите кои, да, по карактерот и по квалификациите кои тие може да ги понудат. Не треба да се има предрасуди за надворешен изглед. Да. Можеме ли да се заштитиме од фотошопирањето, од булингот, од лажните вести? Што еве, ако се најдете во таква ситуација, што вие ќе превземете? Дали ќе пријавите во полиција или ќе кажете на вашите родители? Значи, најпрво разговор со родителите. Значи, тоа би требало највеќе да ви помогне доколку додете во таква ситуација. Значи, родителот најубаво може да ве разбере затоа што тој најубаво ве познава и знае, а доколку пак не сте блиски со своите родители, обратете се во стручната служба во вашите училишта, побарете разговор со психолог или педагог или не знам, едноставно направете се обкружување, односно круг на луѓе кои ќе ве поддржуваат во она што сте и што сакате да го правите, а не оние кои ќе ве навредуваат и ќе гледаат вашите мани и недостатоци. Долго проблемот е поголем секако, дека треба да се пријави во полиција, да не прерасне во нешто уште понесакано од проблемот кој се случил. Да, треба да знаеме да медиумите да не користат нас, да спречиме медиумите да не користат нас и секогаш против тие лажни вести, погрешни информации, да се бориме со вистини, со факти. Да, бидејќи како што рече Евица, живееме во време каде што социјалните медиуми имаат баш голема улога во нашите животи и многу лесно може да бидеме манипулирани. Имаме и подвид на лажни вести.
Да, како што се на пример спин и ТВ манипулации, медиумско спинување всуштост значи прикажување, представување на невистините, лажни состојби, лажни ситуации. Тоа е кога пример сака да се одвлече внимание на јавноста од тема која на пример за власта е неповолна, која таа тема што на пример на власта нема никакво влијание, нема никаква допирна точка, пример најави од временски непогоди, опасност од невреме, загрозеност од зарази, болести и така натаму. За ТВ манипулациите, телевизијата исто така и понатаму има големо влијание врз луѓето и затоа манипулациите на овие медиуми се и најопасни. Гледачите и слушателите немаат многу сомнеш во ТВ и радио информации, а манипулациите обично се во делот на монтажата и во селективниот избор на кадрите за телевизиите. Лесно или тешко е да се препознае една лажна вест? Па, лажна вест не е толку тешко да се препознае, нели? Едноставно, лажната вест нема автор. Тоа е првиот чекор по кој може да се водиме, нели, за да препознаеме една лажна вест. Да, треба исто така да се запрашаме кој ја создал таа вест, дали новинари или еден граѓанин. Потоа, лажната вест нема извори, значи треба една вистинска вест, најмалку 2 извори да има. Например, еве пример ќе дадам. Продолжен зидскиот распуст на учениците, например, од 17 јануари до 20 јануари. И тоа го изјавува Министерството за образование. И тука веќе ние имаме еден извор. И тоа веќе не е лажна вест, нели, Министерството за образование што ми е издало. Сега дека ќе поверуваме дека тоа е точна вест. Исто така може и многу манипулација, како што рече Анастасија, да се врши со сликите. Значи ние сликата може да биде воопшто не поврзана со насловот што стои или да нема никаква допирна точка. Денеска можам да кажам дека секоја втора вест е лажна. Буквално ќе се измисли лажна вест за времето што не очекува утре. Да појдеме од тоа па до секоја наредна информација што ќе следиме. Значи многу треба да се биде предпазлив. Првен со еден поглед може да се заклучи дека таа вест е невистината или дека некој факт во неа е невистинит. Еве, како што кажав, сликата не одговара со насловот, содржината не одговара со или пак болдирани, изголемени букви, тоа може да не наведе да мислиме дека е лажна вест. Например, кога имаме некој на крајот на насловот, кога има интерпункцијски знаци, извичник, прашалник, 3 точки, тоа ќе не наведе да ја прочитаме таа вест. Ќе завршиме емисијата со една порака до вашите врсници, до младите. Еве од она што го поминавме и на обуките и да ги препознаеме лажните вести и какво влијание имаат врз менталното здравје на младите. Каква поука ќе ми испратиме и на слушателите, значи и на родителите, тука ќе ги ставиме и родителите, но и вашите врсници. Доколку сте жртва на булингот или пак на некаква друга манипулација, или пак сте се чувствувале отфрлено на некој начин, значи разговарајте со вашите родители или обратите се во стручната служба во училиштето каде што работите, само немој да дозволите тој проблем да остане запоставен, затоа што многу влијае на вашата психа и може уште понегативно да се одрази на вас. Да, и може да резултира со сериозни последици и како што го негуваме физичкото здравје, така треба да го негуваме и менталното здравје. Ова е тема, јас сметам дека на оваа тема треба уште многу да се зборува, затоа што сите ние на некој начин ја занемаруваме, а тоа е сериозен проблем. Значи, кога некој дете на возрастот, еве, ние рековме од 10 до 16 години, нели ќе се задржам на тие бројки, се одлучува на самоубиство, значи тоа не е мала работа, значи нешто на вистина не е во ред со него и со неговата психа. И нешто многу го повредило штом тоа се одлучува на таков чин. Денеска многу исто и лажните вести владеат со нас, значи не верувајте на се што ќе слушнете, проверете информацијата, ако не од еден портал, прочитате од друг портал, споредете, видете колку извори има, кој го кажал истото и бидете предпазливи во информацијата. Ние сме задоволни со овие обуки на оваа работилница, тоа што стекнавме повеќе знаење, информации во врска со медиумската писменост, што зборувавме на тема
лажни вести, како да се справиме, како да се заштитиме од нив и врска со булингот, и навистина тоа еден ден многу ќе ни служи нас да се бориме против лажните вести со вистини и со факти, да не дозволиме медиумите да не користат нас, да не бидеме жртва на тие лажни вести кои секојдневно излегуваат на интернет. На интернетот ние можеме да пронајдеме многу податоци, да прочитаме, да се здобиеме со повеќе знаења, но голем дел од процентот интернет представува легло на дезинформација. И родители, зборувајте со вашите деца за да не дојде до сериозни последици. Значи, разговорот е најважните фактори за решавање на таков проблем. Значи, гледајте што прават вашите деца. Да се пронајде во најскоро време најдобро решение за ова. Сметам дека со добар разговор се може да се реши и да не дојде до вак несакани последици. И да не дозволувајте да се случи да вашето дете бидне жртва на булингот, па отпосле да зборувате со него. Значи, зборувајте редовно со вашите деца на наједноставни теми, од типот како ти поминал денот, каде беше денеска, нешто такво поопуштено. Но стварете некаква комуникација и блискост да се направи со децата. Многу ви благодарам што зедовте учество во оваа емисија. Уште еднаш, почитувани слушатели, наши гостинки Беа Милошевска Ивица од Кумановската гимназија, ученички кои што ја завршија втората година, сега се за трета година, Меланија Мркоњич од Перонаков, економското училиште Перонаков, и Анастасија Пешевска од гимназијата Гоце Делчев. Ви благодарам што ни дојдовте и се разбира ќе ве поканиме повторно да се дружиме и повторно да им кажеме на слушателите. Да. Благодариме на вас на поканата. Убави примери и како да се заштитиме од лажните вести. Благодарам. Ова емисија е поддржана преку проектот Писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажните вести што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии и Институтот за медиуми и различности од Лондон, со финансиска поддршка од Европската унија. Содржините во емисијата се единствена одговорност на авторот и на Доверба Куманово и во никој случај не може да се смета дека ги одразуваат ставовите на Европската унија.